ден, драги гледачи. Денеска е меѓународен ден на ромите, им го честитаме овој ден на сите роми, а исто така и нова епизода Црвена линија. Патина. Така, ново издание со кое што ќе заокружиме оваа работна недела, па сакаме да ве вклучиме и токму со вас како и секогаш да продискутираме на оваа тема. За еден ослободителна пресуда, за друг опомена, трет нарочиште, четврт чека. Дали функционерите се чувствуваат како богови со судство од 8% доверба од народот? Очекуваме да ни се јавите денес на 02-307-6677 и да не го откриете вашиот став и размислување токму на оваа тема. А во продолжение имаме и анкета, како и секогаш сте подготвен да ве насочи. Така, кога веќе ја поставивме оваа главна тема, го поставивме и ова едноставно прашање на нашата анкета на Црвена линија Инстаграм и Телма телевизија, кој гласи: има ли чесен политичар кај нас? Да, не. Многу едноставно прашање, ве очекуваме да гласате и исто така на телефонскиот број 02-307-6677 да го слушнеме вашите размислувања. Нормално за главната тема, но и за нашето анкетно прашање. На крајот од ова издание секако ќе ги објавиме резултатите од анкетата, а оваа емисија ќе ја извозиме, ќе кажеме со Тео заедно со вас. Па ве очекуваме на 02-307-6677. А сега подсетување што не смеете вечерва да пропуштите на Телма. Ке преземе ли Народната банка порестриктивна монетарна политика? Дали граѓаните имаат доверба да штедат во денари? Вечерва во тема интервју со гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска. Топ тема со Наташа Стојановска во 19 часот и 15 минути. Така, се враќаме повторно, а сега слушнавме дека имаме гледач на линија, па да го приклучиме, да видиме, да го слушнеме него. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Еве вака на самиот старт, тоа повторуваме, ама што да правиме кога мораме, правилото е следно, 90 секунди за секој кој што ќе се вклучи и секако намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка, заедно со мене и Тео, подобро да ве слушнат, а и ние да се слушнеме. Дискутираме денес за еден ослободителна пресуда, за друг опомена, трет е на нарочиште, а четврт чека пресуда. Дали функционерите се чувствуваат како богови со судство кое што има доверба само 88%, да може да се 80% од народот. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија, секој е добро. Благодарам и на вас. Секако голем поздрав до вас како екипа, телевизија. Благодарам многу. И до вашите гледачи. Значи, од време на време не сакам да ве фалам лажно дека ве гледам нон-стоп. И од време на време, како и сите други, ги гледам. Од чиста причина, за да не споредба, да не губиме од времето, дали се чувствуваат како богови. Па повеќе од богови. Затоа што очигледно мислат дека тие се над законот. И работат како што мислат дека треба да работат. Меѓутоа, кои успеваат да пројдат така, некои не, зависи од наклонноста или имаат можеби некои проблеми со матичните своји таму во партија или не знам каде веќе, така да некои проаѓаат, некои не, некои и така и така. Само конкретно за ГСОТ во владата, мислам за генералниот секретаријат во владата, кратенка, ГСОТ значи произведува печатлица на висок криминал. Очигледно, стандардно, ништо ново. Што ќе се случи со господата од ГСОТ не знам, ама ќе видиме. А 8% судство, доверба, тука џабе ќе коментираме, 8% доверба на народот кон судството, кон правосудниот систем во државата Македонија. Катастрофа. Толку, бидете поздравени. Благодарам многу што не гледате, пред се останете да не следите докрај, да го слушнете мислењето на останатите гледачи кои што ќе ги вклучиме и секако продолжуваме понатаму. Така, идеме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добро, што нема некој на линија, веднаш ќе најавиме со кого ќе зборуваме денес токму на оваа тема. Имаме гостин. Честина задоволство ние да
најавиме господинот Горан Трпеновски, кој што воедно и член на антикорупцијска комисија, па со него ќе проговориме токму на она што дискутираме и со вас. Ако го имаме, веќе го гледаме господинот Трпеновски, добар ден и благодарам пред се од екипата на Црвена линија што прифативте да се вклучите во ова денешно издание. Првото прашање... Добар ден, поздрав. Добар ден. Поздрав до сите слушатели, тука сум за сите прашања. Првото прашање е што е тоа што функционерите ги прави едноставно недопирливи? Не мислам дека политичарите се недопирливи. Може би изгледа така, меѓутоа и сами гледате колку постапки се отворени, не само за бивши, туку и сегашни актуелни политичари. Работите треба да се доведуваат во ред. Дали го имаме? Се слушаме? Да. Така. Кратко. Така, па еве. Кратко и јасно. Во интерес на... кратко и јасно, во интерес на времето на гледачите. Така. Еве, според вас, како да се стави крај на оваа појава? Ни треба ли Елиот Нес за функционери? Да, ни треба. Верувам дека ќе се појави. Потребен ни е голем тим на честни и подковани, со знаење професионалци. Затоа што борбата со корупцијата е најтешката, а и доста опасна работа. Потребна е голема поддршка од сите страни, координација од сите органи и институции кои што се занимаваат со борбата против корупција. Ева, последно прашање до вас. Дали судството што ја представува третата власт покрај законодавната и извршната всушност е само продолжена рака на овие први две? Знаете, во секоја професија има и честни и помалку честни луѓе. Така е во судството. Не може сите суди и политичари да ги ставиме во ист кош. Меѓутоа, дефинитивно потребни се силни реформи. Ако сакаме да се врати довербата во судството, по сегашните резултати дефинитивно не сме на добар пат. И само да додадам, како може да ставиме крај на оваа појава? Многу е важно постапките да се завршуваат, односно процесираат до крај. Така да, за сите оние кои што во иднина ќе сака да се занимаваат со политика, би размислиле дали им се isplati да се впуштаат во незаконски работи, имајќи ги предвид последните случувања што се случија се. Благодарам многу господин Трпеновски што одвоивте време да се вклучите во ова издание. Секако останете со нас да слушнете што размислуваат нашите гледачи на оваа тема. Благодарам уште еднаш. Благодарам и до вас. Ние го слушаме народот како комисија, го слушаме народот, слушаме и вас, емисиите и што можеме преземаме мерки. Благодарам многу. А сега, драги наши, време е да ве вклучиме вас. Со нетрпение очекуваме да видиме кое е вашето размислување. Темата е доста интересна. Актуелни случувања, секој ден некоја новина, некоја пресуда, некој притвор, па вклучуваме и нов гледач да видиме што ќе кажете на сево ова. Добар ден. Црвена линија. Ја да почнем. Вие сте, да? Да, Ама тоа, кој прв почна, мама е. А ја прв да почнем. Ајде да ве слушнеме. Ја ga читам темата. За едена ослободителна пресуда, за друг побена, за четврт чека, дали функционерите чувствуваат како богови, судството отсум. Остај го тоа гостино што го викнавте. Затоа ја ти реков, во овој, ја ова што прочитам, која фракција ќе пати? Од кого ќе навија? Од кого ќе навија? Вистината е вака и од Самајле кажувам. Овде имаме под наводици македонска мафија, не македонска мафија. Мафија имаме. Кој ова све го зареберови, судството, уште кој ќе ви Капоски и Чеќериска и како се викаш овој, што ти де Фрчковски? Еве напомена како и секогаш, значи златно правило во Црвена линија не се спомнуваат имиња, навредливи зборови уште помалку и секако никако не дозволуваме зборови на насилство. Ке се активира Црвената линија, зошто да го изгубите времето кое што го имате да го кажете вашиот став. Добар ден. Добар ден. Да, добар ден. Добар ден. Црвена линија, секој Добар ден. Добар ден, се слушаме. Добар ден. Поздрав до вас и до телевизија Телва.
Ова Поздрав тема и што до има вас. да ставаме денески е многу реална и регуларна, затоа Така. што во Република Северна Македонија постои судство и водителство кое што многу бавно се реформира, али на некој начин гледаме дека веќе почнуваат самите оние завршници на судскиот процес кои почнуваат уште од 2017 година, почнуваат да добиваат некои своји завршници. Веќе се надзира полека тие реформи во судството и во обвинителството. Точно е дека се уште во Република Северна Македонија не постои целосно верба во судството и обвинителството, али искам да ви кажам, јас кога вчера ги слушам пресудите за некои 4, за некои 1, за некои 2,5 години, за некои условна пресуда и така натаму, тука веќе се гледа дека почнуваат да функционираат во Македонија на некој начин правниот аспект. И од тај гледна точка јас се надевам и понатаму дека судството, министерството ќе почнат со тотални реформи за да го заштитат самиот граѓани во Република Северна Македонија и целиот систем на Република Северна Македонија. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам што го споделивте со гледачите на Црвена линија вашиот став, и ве да видиме што се коментира и на нашата Facebook страна. Така, имаме и коментари на Facebook во тема на денот, околу темава, па да прочитам еден од Кристијан, кој гласи: нема поштен политичар, тоа е научна фантастика, а уште полошо не ги стига ни правдата. Или им застарува делото, или е условно. Некој помилуван. Само обичниот народ добива казна. Тоа е првиот коментар од Кристијан. Сега идеме со наш следен гледач. Добар ден. Продолжете да коментирате, Така е. секако ќе читаме и коментари. Добар ден. Може да зборам? Да, секако. Ајде. Значи вака, убаво си е пишано на осница, но дека у проценти. Значи, да го фатеа и со 10 милиони евра, пак нема ништо да му се деси. Едино можат чисто на кафе муабе да го викнат, ама и тоа да му пратат кола, не полицијат, некои шоферите таму, службениците, и да го донесат со ова обвинителство на црвен тепих да гази, мислам. Нема смисла човекот да ги упропасти другите, вака со црвен тепих ќе го донесат. Знаете за колку зборна за Кириева сега најбликава работа. Без, нормално, но без имиња. Па добро, сега е актуелно за тоа. Без имиња сите јавни гласила кажуваат негово име и презиме. Ај не е битно, ај да не спомнуваме имиња. Благодарам. Значи, воопшто збориме и за овие што ги судеа вчера, завчера, кога пресудија за некој си таму дечко, не знам како го викаат, Така, да. 9 години. И такви работи, али, вака ќе ти кажам една работа, тоа е ситна боранија, затоа 9 години сега ќе драпа, а овој дури може ќе добие обештетување од државата, затоа што кога нели во јавно обвинителство, знаеш, ако пресудата падне на негова страна, он ќе добие обештетување и тука парички ќе си лапне. Е така функционира наше судство И времето истече, ама се знае правилото. 90 секунди е за секој некој што ќе се вклучи во Црвена линија. Така, и пред да свртиме на Твитер, ве молам пак припазете на тајмерот, за да не испане дека ние ви исклучуваме. А сега идеме на Твитер. Имаме коментар од Бредли Купер, нормално за нашата главна тема, која гласи: не, нема честни политичари. Сваровски судиите се корумпирани до коска. Во оваа држава нема правда и законите не важат подеднакво за сите граѓани. Се е одредено на криминал и брзо богатење, дури се на функции. Поцена и газење на туги животи. Тоа беше твитот коментар на Бредли Купер. А сега идеме со наш следен гледач. Добар ден. Црвена линија, дали се слушаме? Добар ден и од мене. Денес дискутираме дека за еден има ослободителна пресуда, за некој опомена, друг чека на пресуда, некој дури само поминува со опомена, па еве ве прашуваме дали функционерите се чувствуваат како богови и еве едноставно со судство, со доверба до 8% од граѓаните, можеби ова и е веродостојно да се случува. Тоа ќе ни откриете вие каков став имате. Така и нормално ве прашуваме, има ли честен политичар кај нас од нашето анкетно прашање на Инстаграм. А сега го слушнеме мислењето на нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Мојата сна го киднапира нашето 9-годишно дете, го однесе во Белград. Добро, продолжете.
И секако држете се за главната тема, би било убавото. Дали го имаме се уште гледачот на линија? Не, се исклучи гледачот. Добро, продолжуваме понатаму, имаме уште еден Така, имаме нов коментар. Коментар. Така, имаме коментар од Игор во тема на денот, кој гласи: Здраво! Јас сметам дека судството кај нас е далеко од независно и правични. Според законите сите сме еднакви пред лицето на правдата. Ке кажам, мора да се работи на реформирање на судството и долго очекуваниот процес ветинг во судството. И мора правосудниот систем да е еднаков за сите. А за честноста на политичарите, мислам по некои политичари се далеко од честни. И време е политичарите да престанат да гледаат само на нивните интереси, туку да работат во интерес на народот. Поздрав голем! А во продолжение очекуваме на 02307, се разбира 6677, добро познат број да продискутираме и особено за последните случувања. Се добива може би впечаток, еве што мислите вие, дали имаме честни политичари, дали воопшто функционерите никако се имуни на пресудите на судството. Тоа оставаме на вас, вклучуваме гледач, добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме, се надеваме дека... Да, функционерите се чувствуваат како богови во судството, па не би рекла дека е така. Дека многу функционери се осудени, излезени се пред лицето на правдата и не се слагам баш со ова. А за тоа што дали има за некого слободителна пресуда, за друг опомена, и со тоа не се слагам. Не се слагам затоа што ако имало докази дека не е виновен, не е виновен. А доста функционери, Бога ми имаат пресуди. И од една партија, и од друга партија, и не е точно дека се богови. Кога тогаш ќе се платат, нема да помогне ништо. Фала, многу пријатно. Благодарам многу што го споделивте вашиот став. Сега ќе видиме понатаму, се разбира што се коментира. Интересно дека Твитер заедницата буквално бројот коментари ги издвоивме некои од поинтересните, па еве и овој. Така, еве овој покрај твитовите, овој е на Facebook коментар од Огнен. Генералниот секретар, место во влада малер носи. Така. Ете, еден интересен коментар. Овој пат од Facebook. Продолжете да коментирате, се разбира, и на Црвена линија, да шернувате, лекнувате. Тука сме отворени на Инстаграм и секако Твитер. А вклучуваме и нов гледач. Добар ден. Слушајте ме што ќе ви кажам. Ајде да ве слушнеме Да околу слушнеме, темата, да ве ајде. слушнеме. Мојата сна го киднапира нашето 9-годишно дете, го однесе во Белград. Значи, ве молиме, држете се до главната тема или нормално анкетното прашање. Дали го слушаме гледачот? Не има никак... Да. Значи, еве, во однос на оваа тема, што би кажале? Дали прашуваме функционерите се чувствуваат како Детето ми е во богови? Белград, го немаме 3 месеци видено, сега ќе му вади. Повторно се исклучи гледачот. Добро. 023076677. Сега веќе се надевам повеќе успех имаме со линијата. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден, Теа. Добар ден. Од Белаш од Скопје. Поздрав. Ми сакам да кажам да нашите функционери се добива пешот дека луѓе одвој чека да додат на власт, да земат функции да почнат да крадат. Еве, СДСМ се бореше против сите овие негативности што беа во минатата власт. Велеа дека овие краделе, дека многу краделе, дека они ќе ги фатат. Ама се видовме дека и они што го прават. Минатиот генерален секретар украде милиони евра, еве го на суд тврдеше дека му ги донесе на роден ден на децата. Овој сегашниот еве денеска и он е во суд, кој донесе полицијата тамо. Значи, нова држава, не знам како, овие луѓе треба да се бира кој човек ќе биде ставен на која функција. Овие претера со крадење. Па да беше некој богат емират, ќе не станаат пари, ова е многу крадење. Ова е неодговорно, треба да завршат во затвор сите овие. Така, еве Од премиер па до сите други останати. да еве да ве праша. Значи, само ги издевили своите гласачи со ставање буквално кажано на лопови на власт да крадат. Го ограбија народот. Ние сите овие нени грабежи ќе ги платиме ние граѓаните. Толку би може да. Добро, благодарам што го искористивте времето и вашата можност да се вклучите во Црвена линија. Така, се враќаме на твитовите, овој твит ни од Бапчо, околу темата.
Не им е доволно што 4 години не плаќаат буквално ништо, чак ни паркинг од 30 денари. Него во тие 4 години се стрикно посветени да украдат за да имаат за наредните 40 години. Без дебели затворски казни за функционери лопови. Никад нема да имаме иднина, ќе се само распаднеме, а и треба. Тоа беше коментарот, односно твитот на Бабчо. А сега го вклучуваме и следниот гледач. Добар ден. Се надевам дека добро не слушате, намалете го само тонот на ТВ приемникот. Ало? Во црвена линија сте, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до трамото ми. Ве слушаме? Продолжете. Најверојатно гледачот не Не функцира судството ништо. А, така, добро и... Не функционира. Од 94-то се поставени 217 суди на ова гарнитура. Ова не е влада. И се бранат и чисто се наградуват, сите критики ги имаат за нив и се наградуват и се бранат. Ништо, ни градат, ни животниот стандар го подобруват, ни реформи, ни нема, ни плати на народа още од 2016. Значи неспособна влада ова. Сакам да кажам исто за ова рекетите за Просинска, може да слободат кога документи на идеја како е умесена у Ременска Просина. Како е умешена со рекетот, криминален организатор. Да го промене. Знаеш што каже како слобода? Она кажа дека ако ме створите сите ќе ја кажам, ова влада треба да седне на обвинителна куп. Ова влада ќе седне, значи, и за тоа е ослободил. Ова неко. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Секогаш внимавајте на тајмерот, се разбира да не бидете прекинати во тек на, а не до искажаните, тоа ни е важно. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав Така е, ден. убав ден. Аз сум Гиновски на телефон. Голем поздрав. И јас сакам да кажам моја мислење. Секако повелете. Убава ви е темата за едни, не за еден. За едни ослободителна пресуда, јас ќе го кажам за други опомена. Не е единина тоа. Тоа не е само една особа, затоа што во сите пресуди до сега, што ги прави оваа власт и судството и обвинителството е селектирано и затоа се случуваат овие работи. Дали функционерите се чувствуваат како богови? Да. И тие се непрекосновени богови, али ќе видиме до кога. Значи, ќе дојде времето, како што е почнато, со будење на македонскиот народ, со овие моментални во штрајкови. Добро. И си ги бараат своите права. Значи, тука ќе завршиме со некои права на граѓаните на град, на Македонија, на Република, и ги барам, ги повикувам да излезат сите на поддршка. Ви благодарам и пријатно. Ви благодарам и вам што се вклучивте во ова денешно издание. Продолжете да не следите, а Твитер заедницата со уште еден интересен коментар. Така да прочитаме нов твит. Ова е постар твит, но пак се збори околу нашата тема од дечкото од Прилеп. Шпанија отвори центар за лекување на функционери од примање мито. Можеби нашиве не се лопови, можеби се болни. Можеби. Реално. Одиме со вклучување на следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Значи вака. Ова е, не знам како да го кажам, од шупле празно, каша попара, турлитава. Човек не знае кој збор да го каже за да не навреди некого, пошто сепак навреда не треба да има и лош збор. Мада заслужуваат, меѓутоа треба да бидеме малку културни, речникот да ни биде како што треба. Значи функционерите не да се чувствуваат ко богови, него бетар од богови. Они као да е цела држава нивна. Значи, они ги уживаат сите права и што треба и што не треба. А дали они во собрание, ајде да речам да не потенцирам други места,
Како јадат, значи како се хранат, колку плаќат, што плаќат. Па они тие трошкови што ги прават само од јадење, зборам во собрание, не искачам подалеку, ручеци и други тие работи. Значи таму само да се направи таму една евиденција за колку ефтино што се јада. Тоа сите знаеме, секој од некого нешто разбрал. Меѓутоа, зашто тоа да биде така прво? Значи, они треба да си платат колку што кошта све како што другите граѓани плаќаат. 1500 евра плата, јадење и ред други работи, патарини, а во однос на темата кога станува збор за судството, ова и боговите ги поминале. Значи ова е катастрофа некоја невидена. И овие да не зборам за судството, судството не е катастрофа. Тешко на оној секој граѓанин кој што нема некој имунитет буквално да речам, така да овие другиве се знае, еве. Благодарам што се вклучите и вам во црвена линија. Така, за жал времето истече, а сега идеме со наш следен пост, односно твит од киднапираниот роб. Европски јавен обвинител го спакува Бојко Борисов во притвор. Доколку сме во ЕУ, нашето хилјаво обвинителство нема да е единствено кое ќе постапува по криминалиите на функционери кои се заштитени како бели мечки. Преминуваме веднаш на гледач. Добар ден. Добар ден. Телефонот црвена линија звони и велиме добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот, односно телевизорот, за да може јасно и убаво се слушнеме. Златно правило. И трета среќа, добар ден. Добро, одиме на Твитер заедницата и предпоставувам дека сега Тео кога ќе продолжиш ќе го слушнеме гледачот. Ако битно се уклучи. Идеме со следен твит кој гласи: судии не си одат, извршители не си одат, обвинители, функционери не си одат ни арамеи ни мафијаши. Едноставно сите други си одат. Каурката вака коментираше на Твитера, сега да видиме време да слушаме како ќе коментирате и вие. Се разбира и оние кои што ќе се вклучат телефонски, со Тео сме подготвени и вам телефонски да ви го поставиме анкетното прашање кое што гласи: има ли чесен политичар кај нас? Сета тоа одговарате со да и не. Секако по никаде пред самиот крај на црвена линија ќе ги соопштиме и резултатите. Така, сега го слушнеме мислењето на нашиот следен гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав, господо, до вас. Голем поздрав и до вас. До вашата телевизија и до сите гледачи на вашата телевизија. Благодарам, исто и до вас, поздрав. Вака, јас едни кратки зборови ќе кажам за функционерите. Блазе си ги тие кои што влегуваат во ваква матна политика и стануваат функционери преку ноќ. Меѓутоа, какви се тие функционери, тоа зависи од нас, ние како гласаме. Поминаа 30 години, господо граѓани на Република Македонија. Ние уште сме во зимски сон, а дојде пролет и лето и не знаеме за кого да гласаме. 4 години ДПМН, 4 години СДСМ, 8 години ДПМН, 3 години, 4, 5-6 години СДСМ. Еве ги тие функционери и еве ги тие резултати од правда, од Министерство за правда, од судство и се. Меѓутоа, пак и понатамо граѓаните исто си го тераат нивното. Нивните приврзаници кои што се пикнати во тие администрации на функционерски места и си ги уживаат сите привилегии, виша врата, зема прата, и после тоа пак граѓаните се виновни, ние сме виновни. Не се они виновни. Знаете зашто? Зашто со нашите пенкало ние ги заокружуваме. Сега ја ги повикувам на наредни избори, кога ќе бидат презвремени, дали, редовни. Благодарам и вам што се вклучивте. 90 секунди истекоа, внимавајте на тајмерот. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија? Да. Да, повелете. Да. Што да кажеме, се гледа, све се слушава, нема нема добар, како да кажем, ова влада, до хаосова, лопови, ајдуци, све, нема поште. Ја мислам како Борис Трајковски, што беше Бог да го прости, што го намести ја губија, како него човек такав нема да се појави Македонија, да биде Македонија како држава, да народот да има, да живее, да све ова хаос, сите лопови, кој од кој, овој наместја, вране очи не вади, кои се места, тие се крадат, тие се
И све истите луѓе округо се вртат, и ВМРО, и СДС, и кој да, и ДУИ, и све лопави, све треба да дојде некој добар, паметен, некој човек, домаќи некој све ова да затвори, затвор се да се казни, и строг затвор да биде ова. Народов не осиромашија, ни дедва, што да ви кажем, немаме за ништо, ни струја да платиме, ни вода да платиме, ни телефони, ништо, што да, судството нула, не нула, нема судство, нема ништо, кој све истите луѓе, све таму поврзани едни со други, како што викат старите што како свиски треба поврзани све еден со друг, и никој. Според вас има ли некое решение конечно да не биде тоа така? Па така, ама кој, нема, не знам како човек од страна да дојде, некој друг од овдели, некој млад, некој дискочи ова, правото имаме, ние сме правна држава, имаме закон све, ама не се прилегува закон, за кого важи тој закон, за никого. Благодарам што бевте дел од ова издание на Црвена линија и што се вклучивте секако. А како се коментира на Твитер? Имам уште еден брз твит од Мирјана кој гласи: и да ви кажам право, само до тоа што некој кој бил висок државен функционер и тоа во МВР има толку пари за корупција, треба да биде предмет за посебна истрага. Само заради тоа не сме да излезе во затвор. А сега идеме со нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме, тоа е добро. Па повелете. Да слушаме и ве гледам. Одлично. Тешко на ова држава со овие што иде на власт, те едните други, од 90-та година наваму, како криминал е напред во државата, што државата след пат да ја изгубиме. Само да ви кажам еден пример. Фирмата во која работев ја беше меѓу најдобрите фирми во државата и сакале да ја купа ние, сакале да ја купиме ние, не тие. Судивка на Врховен суд, не го спомнам името, бидејќи неговите не ја треба, донесе одлука дека ние немаме право, има право тие да го купат вајца приватници. И та донесе Врховен суд одлука дека ние немаме право и нема кај да се жалиме. Судивката ја повика председател на Врховен суд да го демантира тоа што беше изјавено на некој здружение акционер, дека таа зела 200.000 евра за да донесе таква пресуда. И дали знаете што направи судивката? Судивката поднесе барање дека си оди од судија од Врховен суд и била роднина на некој близок од ВМРО ДПМН и он ме кладов во антикорупцијска комисија. Го кладов волкот да чуе агнињата. Затоа викам тешко нова држава со. Благодарам што го споделивте оно што сметавте дека треба со Црвена линија. Но сега е, драги наши, време за реклами, па се враќаме повторно со мените. Еве сме назад после кратките реклами и сега е време да ги видиме крајните резултати на нашето анкетно прашање на Инстаграм Црвена линија. Има ли честен политичар кај нас? Да, 32%, не 68%. И тука и крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Ве препуштаме на убав викенд и секако на богатата филмска програма на Телма. А ние се гледаме во понеделник. Довидување. Имајте убав викенд. Чао, чао.